Здружение ИРЗ Тетово во рамките на своите програмски активности и соработка со Управата за извршување на санкции продолжува со поддршката на казнено-поправни установи во Македонија. Воспитно-поправниот дом Тетово е специјализиран поправен дом од полуотворен тип, чија главна функција е превоспитување на малолетници и возрастни мажи на возраст од 14 до 23 години, сторители на кривични дела, кои се осудени со судска одлука, институционална мерка, упатување во поправен дом. Тоа е единствената институција во Македонија која се занимава со млади престапници. Овие мерки важат за оние престапници на кои им се потребни потрајни и засилени мерки за образование и ресоциализација и кои треба да се целосно одвоени од моменталната средина, а истите траат најмалку 1 и најмногу 5 години, каде што времетраењето не е одредено, туку судот дополнително одлучува. Во изминатите 20 години, по вооружениот конфликт во Македонија во 2001 година, поправната институција се соочува со многу тешки институционални проблеми. Со текот на годините, казнено-поправната институција немаше постојано седиште и штитениците беа преместени од едно на друго место низ целата држава во привремени установи со лоши услови за живот. Од јануари 2021 година, Воспитно-поправниот дом доби постојано седиште во село Волковија, општина Брвеница. За да се исполнат условите и да се овозможи успешен третман, треба да бидат задоволени основните потреби на децата, особено оние потреби чие задоволување овозможуваат функционален престој во институцијата и успешна рехабилитација, како потреби за сместување, лична хигиена, облека и постелнина, исхрана, образование и обука, личен развој и ефикасно трошење на слободното време. Задоволувањето на овие потреби преку примена на ефективни програми за лекување, кои ќе бидат надополнети со соодветни програми за реинтеграција по напуштањето на институцијата, се главните цели што треба да се постигнат во новиот воспитно-поправен дом. Во моментов 18 деца се водат во евиденцијата на домот, од кои 16 се сместени во самиот дом, едно лице издржува казна затвор за деца во казнено-поправниот затвор Охрид и едно лице на задолжително психијатриско лекување во психијатриска болница Демир Хисар. Ние како организација, во соработка со АСБ Германија, успеавме да обезбедиме поддршка во вид на донација на храна, облека, средства за хигиена, техничка опрема и нагледни средства. Во следниот период, Здружение ИРЗ дополнително ќе вложи напори за вмрежување со организации и институции од странство со цел дополнително да обезбеди помош и поддршка за штитениците и персоналот во Воспитно-поправниот дом. Здружение Институт за развој на заедницата ја продолжува својата соработка со Управата за извршување на санкции. Денес сме во Воспитно-поправен дом во село Волковија, општина Брвеница, каде што дистрибуираме помош и поддршка за штитениците кои што се сместени во овој дом. Навистина представува задоволство да се биде тука и да се помогне на персоналот кој што е многу посветен, за да се подобрат условите на живење и да се обезбеди квалитетно образование, за да може по завршување на нивниот престој тука подобро да се снајдат во средината надвор од овие простори. Јас се надевам дека соработката ќе продолжи во иднина и во рамките на нашите можности секогаш ќе бидеме тука да помогнеме. За тоа многу им благодариме на ова здружение. Ако се навратам во минатиот период, се што имавме како соработка со ова здружение, само пофални зборови можеме да кажеме. Ние сме презадоволни од соработката со Институтот за развој на заедницата, за се она прво што им го пружија, им го возможија на децата што не можеше или немале услови набор да го реализираат, како што е средното образование. Децата, благодарение на институтот, ги запишавме во средните училишта во Тетово, во Мошав и Јаде и во 8 септември. Исто така, од големо значење од тимот на ова здружение што несебично се вложи и даде максимална поддршка на овие деца во нашата институција, каде што децата се стекнаа со сертификати по неколку обуки и секако еден куп други работилници, обуки што овие деца посетуваат. Значи се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да соработуваме, со тоа ни се олеснува нас овдека процесот на ресоциализација на овие деца и секако исто така придонесува во здружение за овие деца да бидат вреднувани кога ќе излезат од оваа институција, односно нивните квалитети ќе можат многу полесно благодарение на институцијава да бидат вреднувани на пазарот на трудот. Ви благодариме уште еднаш за се и се надевам на една соработка.
Благодарам и на вас и на посветеноста што имате да ги подобрите условите за наштениците во домот и што се залагате за квалитетно образование. Воедно би сакале да потенцираме поддршката од Arbeiter Samaritan Bund од Германија, која што овозможи финансиски средства, оваа помош да би да се реализира денес. Сдружениот институт за развој на земјицата како членка на Samaritan International ќе продолжи со своите активности да помогне секогаш кога ќе има потреба од тоа. И благодарам.